Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате првиот дел од книгата Вистината за Ахмадија муслиманскиот џемаат и неговиот чесен основач, напишана од Хаџи Ата Уллах Калем. Оваа книга представува одговор на брошурата под наслов Кој се крие зад Ахмадиите, која е печатена и издадена од организацијата Сабур од Минхен, Германија. Во споменатата брошура Сабур ја обвинува Ахмадија заедницата дека го мрази исламот, а посебно дека го мрази Божиот пратеник, Мухаммед салаллаху алейхи веселем. Оваа книга со излагање на факти ќе ги побие овие невистинити и неосновани обвиненија, изразени против Ахмадија муслиманите и чесниот основач на Ахмадија џемаатот, а покрај тоа ќе наведе вредни и високи мислења на муслиманските зналци за Хазрети Мирза Гулам Ахмад алейхи селам и за неговиот џемаат, како и нивно служење на исламот и на чесниот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи веселем. ऐसी चली ताज़ा हवा, ऐसी चली ताज़ा हवा, माहौल है नग़मा सरा, माहौल है नग़मा सरा, पढ़ता है नाते मुस्तफा. Сета благодарност му припаѓа на Аллах, Господарот на сите светови. Мир и благослов нека се на неговиот веровесник Мухамед салаллаху алейхи веселем и на целото негово потомство и асхаби. Оваа книга под наслов Вистината за Ахмадија муслиманскиот џемаат и неговиот чесен основач представува одговор на брошурата под наслов Кој се крие зад Ахмадиите, која е печатена и издадена од организацијата Сабур од Минхен, Германија. Во споменатата брошура Сабур ја обвинува Ахмадија заедницата дека го мрази исламот, а посебно дека го мрази Божиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи веселем. Понатаму, Ахмадија муслиманите се обвинуваат дека сакаат внатрешно да го ослабат исламот, како и да ја ослабат неговата моќ. Следното обвинение вели дека Ахмадија движењето го основале англиски колонисти за да ги ослабат муслиманите. Едно од обвиненијата против Хазрети Мирза Гулам Ахмад алейхи селам е дека никогаш не ги проучувал хадисите и дека во неговото општо образование има сериозни недостатоци. Исто така, против основачот на нашето движење се изнесени обвиненија дека бил болен од епилепсија, конзумирал алкохол, бил импотентен и така натаму. Оваа книга со излагање на факти ќе ги побие овие невистинити и неосновани обвиненија, изнесени против Ахмадија муслиманите и чесниот основач на Ахмадија џемаатот, а покрај тоа ќе наведе вредни и високи мислења на муслиманските зналци за Хазрети Мирза Гулам Ахмад алейхи селам и за неговиот џемаат, како и нивното служење на исламот и на чесниот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи веселем. Оваа книга го објаснува вистинското значење на изразот Катаман Набиен според зборовите на Хазрети Мирза Гулам Ахмад алейхи селам. Понатаму, таа го наведува објаснувањето на поранешните муслимански зналци кои се однесува на изразот Катаман Набиен. Оваа книга го објаснува и значењето на џихад, како што го изнел Хазрети Мирза Гулам Ахмад алейхи селам, а кое е во согласност со значењето кое го застапуваат многу угледни муслимански зналци, меѓу кои е и кралот Фейсал од Саудиска Арабија. На крајот, што не е помалку важно, оваа книга ги наведува доказите за вистинитоста на ветениот Месија и Мехди во личноста на Хазрети Мирза Гулам Ахмад алейхи селам. माहौल है नग़मा सरा, पढ़ता है नाते मुस्तफा. बलागल उला बे कमाली, बलागल उला.
Анализа на брошурата која ја издала организацијата Сабур од Минхен под наслов "Кој се крие зад Ахмадиите". На бројните обвиненија кои се изнесени во споменатата брошура, ние веќе одговоривме во нашата книга под наслов "Одговор на приговорите против Ахмадија муслиманите и основачот на Ахмадија џемаатот", и поради тоа нема потреба на истите да се навраќаме. Но најголемите обвиненија против Ахмадија џемаатот и неговиот основач Хазрети Мирза Гулам Ахмад алейхи селам се оние дека го мразат исламот, а посебно чесниот пратеник Мухамед салаллаху алейхи веселем, нека е мир и Аллахов благослов над него, како и дека сакаат да го уништат и внатрешно да го ослабат исламот. Тие обвиненија заслужуваат повторно да се побијат и силно да се отфрлат. Каква иронија на судбината е кога личноста која вели "После љубовта кон Бог, јас сум опиен со љубов кон Мухамед", ако е тоа неверување, тогаш јас кај Бог сум голем неверник, да биде обвинета дека го мрази Мухамед салаллаху алейхи веселем. Но такво нешто морало да се случи, и тоа благодарение на денешните муслимански оџи. Впрочем, честниот пратеник Мухамед салаллаху алейхи веселем тоа и го предвидел пред 1400 години. Нивната улема ќе биде најлошата која е создадена под небескиот свод. Освен тоа, многу муслимански зналци предскажале дека муслиманската улема ќе биде најлошиот противник на Мехдија. Реформаторот во вториот милениум по хиџра, нека Аллах биде милостив со него, Хазрети Шаих Ахмад Сархинд за Мехдија рекол: "Многу е веројатно дека најголемата улема ќе го отфрли и ќе го смета за противник на честната книга и за противник на суннетот на честниот пратеник." Истиот случај ќе биде со Мехди алейхи селам, нека е мир над него. Сите муласи, оџи, ќе станат негови лути непријатели и ќе направат завера против него за да го убијат, обвинувајќи го дека тој им ја расипува верата. Хазрети Шаик Моудин ибн Араби запишал: "Кога имам Мехди, ќе се појави верската улема, ќе биде негов лут непријател." Наваб Садике Хасан Кан напишал: "Кога Мехди алейхи селам ќе започне да го оживува суннетот на честниот пратеник и ќе ги отфрли новотариите, верската улема, обврзана да го следи праведникот, ќе остане верна на своите водачи од минатото и на своите предци и ќе изјавува дека тој се обидува да ја сруши нивната вера и муслиманската заедница. Тие ќе поминат во негови противници и според нивниот обичај ќе го прогласат за неверник." Колку поранешната муслиманска улема била во право во своите предвидувања, фала му на Аллах Джелешануху, покажува и тоа дека писателите на брошурата "Кој се крие зад Ахмадиите" се оџи кои кажале дека ќе го исмејуваат имам Мехдија кога напишале: "Драги браќа, сакаме во ова дело да ве запознаеме со учењето на една секта која настанала и е заснована на темелот на омраза кон исламот, а посебно на омраза кон пратеникот Мухамед алейхи селам, поради слабење на моќта на исламот и неговото внатрешно уништување. После читањето на оваа брошура, секој сам нека избере и одлучи дали ќе остане искрен следбеник на исламот преку следењето на последниот Аллахов пратеник Мухамед салаллаху алейхи веселем, или ќе го прифати нивниот водач Мирза Ахмад Гулам, лажниот пророк, кој од страна на исламските зналци е обележен како муртедом, отпадник од верата." Дали Ахмадија муслиманскиот џемаат го мрази исламот и дали сака внатрешно да го уништи? Пред да ги наведеме понатамошните факти кои ги побиваат останатите обвиненија на писателите на брошурата, би било добро да ви представиме уште неколку извадоци
од пишувањето на Хазрети Мирза Гулам Ахмад, ветениот Месија и Мехди, кои се однесуваат на исламот и неговиот чесен основач, Хазрети Мухамед салаллаху алейхи веселем. О, луѓе, сите вие кои живеете на земјата и сите вие човечки души кои живеете на исток и на запад, со својата сила ве повикувам, на земјата сега е една вистинска вера, ислам. Вистинскиот Бог е оној Бог, кој е објаснет во честниот Куран, и Божиот пратеник кој поседува вечен духовен живот, оној кој седи на престолот на славата и чистотата, е честниот пратеник Мухамед, избраниот салаллаху алейхи веселем. Доказ за неговиот духовен живот и возвишена чистота е дека следејки го и сакајки го, почнуваме да ја примаме возвишената духовност и кај Бог сме во предност и сведоци сме на возвишените знаци. Сега под небото е еден пратеник и само една книга. Тој пратеник е Мухамед, избраниот, нека е мир над него. Тој е повозвишен и повисок од сите Божји пратеници и најсовршен од веровесниците и од Хатамал Амбија. Следејки го, го спознаваме семокниот Бог и сите велови на темнината се креваат и стануваме сведоци на вистинските знаци на спасот уште на овој свет. А книгата е честниот Куран, која ја опфаќа вистината и совршеното упатство и делотворност, низ која се постигнува знаењето и разбирањето на Божјото знаење, и срцето бива исчистено од човековите слабости, од незнаењето, безпомошноста и сомневањето. Јас верувам само во исламот како во вистинита вера, а сите останати ги сметам за невистинити. Чувствувам дека со верата во исламот низ мене струи извор на светлина. Преку љубовта кон честниот пратеник салаллаху алейхи веселем, достигнав толку висок духовен степен, кој може да го достигне само оној кој го следи вистинскиот пратеник. Иако индусите и христијаните се до својата смрт понизно им се молеле на своите лажни богови, тие не можеле да го достигнат тој степен. Јас ги слушам Божите зборови, во кои другите веруваат само како во теорија. Мене ми е покажано и кажано, и јас сум тука да разберам дека само исламот е вистинската вера. Откриено ми е дека сето ова сум го примил како благослов, бидејќи искрено го следев Хатамал Амбија, салаллаху алейхи веселем, и дека во ниту една друга вера не може да се достигне нешто слично на тоа, бидејќи сите други се лажни. Моето лично искуство ми кажува дека за мене не би било можно да ја добијам сета оваа благодат, ако не ги следев патиштата на мојот учител и поглавар. Гордоста на сите пратеници, најдобриот од човековиот род, Мухамед, избраниот, салаллаху алейхи веселем. Поради тоа, што и да сум го добил следејки го него. И јас знам, од своето вистинско и совршено знаење, дека ниту еден човек не може да ја постигне Божјата близина и подлабоко да ги разбере неговите патишта без да го следи пратеникот салаллаху алейхи веселем. Сега ќе ви објаснам што е тоа што се создава во срцето по вистинското и совршено следење на честниот пратеник Мухамед салаллаху алейхи веселем. Запомнете дека тоа е здраво срце, тоест срце од кое излегла љубовта кон овој материјален свет и срце кое бара вечен и траен вкус. Потоа, ова здраво срце добива чиста, совршена Божја љубов. Сите овие благодати биваат подарени кон наследство само поради следењето на Мухамед, салаллаху алейхи веселем. Денес го завршивме
првиот дел од книгата Вистината за Ахмадија муслиманскиот џемаат и неговиот чесен основач. Еселаму алейкум.